Европа да не дискриминира поради тоа што не сме дел од Европската Унија. Сите да поминуваме на брза лента при пасошка контрола на аеродромите. Ова како прашање ќе го отворил премиерот Христијан Мицкоски во разговорите со претседателката на Европската комисија фон дер Лајен, која во среда ќе ја посети земјава, но и со колегите од Европската Унија за време на Берлинскиот процес. Поводот е електронскиот систем за влез и излез од земјите од ЕУ, кој почна да се применува од вчера и важи за сите граѓани кои доаѓаат од земји надвор од Шенген зоната, меѓу кои и за Македонија. Ако навистина сакаме до 2030 да го видиме регионот како дел од Европа, мислам дека Европа најмалку што треба да направи е да не дискриминира, сите да можеме да бидеме граѓани на Европа и сите да може да поминуваме пасошка контрола и да не бидеме дискриминирани зашто не сме дел од ЕУ, да поминуваме на брза трака, сите поседуваме биометриски пасоши. Ако, како вела Тони, if there is a will, there is a way. Така да, ако има волја, има и начин. Еве ова нека биде првата испорака, првиот deliverable што би го дала Европска Унија за Западен Балкан. Премиерот побара побрзо да се разгледа иницијативата на земјите од Западен Балкан, меѓу кои нашата, да се олесни влезот и излезот на превозниците. Побара и зелената лента која се најавуваше од Европската комисија да профункционира. Од Асоциацијата на камионски транспортери претходно за телевизија 21 алармира дека новиот систем ќе предизвика колапс на македонското стопанство и помали приходи во државниот буџет, а ќе ги принуди камионџиите, бизнисот да го селат надвор. Предупредија дека поради правилото за престој од 90 дена во границите на ЕУ, за неполни 2 месеци, еден камионџија ќе го исполни лимитот. Веќе има кои што размислуваат и отвараат фирми надвор. Ќе се одрази на самите превозни трговски друштва, ќе се одрази на целото стопанство во нашата држава, бидејќи ние увозот и извозот во државава која е увозно зависна е во 96% случаи се превезува по пат. Приливот на репроматеријали, трговски стоки, па и лекови и други потребштини кои што ги имаме целосно, значи ќе се успорат или ќе бидат прескапи, затоа што ќе мора да се ангажираат некои странски превозници. Председателот на Комората на Северозападна Македонија Нухи Алиу вели дека засега нема добиено големи реакции од транспортерите. Големи поплаки немаме, има некои така по-ситни поплаки што требаат некои технички работи да се да бидат поедноставни, за да може уште побрзо комуникацијата да биде. Системот за влез и излаз предвидува собирање биометриски податоци, фотографија од лицето и 4 отпечатоци од прсти за сите граѓани од земји надвор од Шенген зоната. Ќе се бројат деновите на престој кои не смеат да надминат 90 дена.